Благодариме на драмската секција Слободно театраче при Средното општинско училиште Ѓорче Петров, кој што ни се вклучи и на вистина ревносно, темелно ја изработи оваа тема. Темата поврзана со трговија со луѓе, со акцент за предвремени детски бракови, малолетнички бракови. Сето тоа беше надополнето со музичкиот албум Апокрив на Добрила Грачовска и Доријан Јовановиќ, односно Добрила и Доријан дуо, што дадоа една посебна димензија на самата драма, која што ќе можете да ја пронајдете на QR кодот кој што веќе го има на плакатот тука и можете да ја слушате. 45 минути е и говори за жртвите на деца, малолетници кои што некои успеале да се спасат, а некои не успеале да се спасат од трговија со луѓе, односно од малолетнички бракови како посебна форма на трговија со луѓе. Драмата, односно и театарската представа, ја направивме целта на самиот проект, кој што е наречен Промени го мислењето, остани надвор од меѓупсаниот круг и е дел од акцијата за екнување на акцијата против трговија со луѓе во Северна Македонија, како дел од Европската иницијатива за соработка на Унијата и Советот на Европа, хоризонтален објект 3 за Западен Балкан и Турција, има со цел на еден подиректен начин, попристапен начин, да ја доближи оваа појава до локалната заедница со единствена цел да може да ги препознае, да ги детектира и да ги пријави по секој случај овие малолетнички бракови. Многу често се случува малолетни ученички во Средното општинско училиште, значи како во нашето, така и во останатите училишта во општинава, да влезат во малолетнички бракови пред полнолетство. Реагираат родителите, пријавуваме во Центарот за социјални работи, пријавуваме во Министерството за внатрешни работи и од тука понатаму тие си ја преземаат работата во своји раце. Меѓутоа, за да ги спречиме малолетничките бракови, често организираме работилници, вклучени се тука класните раководители, предметните наставници, педагошко-психолошката служба. Многу често е разговарано со учениците, повикувани се на разговор, советувани се, меѓутоа, за жал, скоро никогаш не најдуваме на разбирање од ученичките. Она што одлучиле да го направат, го прават, заминуваат, последиците си ги согледуваат подоцна, кога за жал е доцна. Веруваме дека колку и да работиме на тоа, свеста и од семејството не е развиена како што треба. Предизвикот, реков, е голем, затоа што всушност работејќи на овој проект, ние допревме подлабоко преку ликовите што ги толкуваат децата, допревме подлабоко до овој проблем. Кога со Филип разговаравме за, бидејќи тој е, морам да го споменам, одсутен и во негово име малце да ве поздравам и да проговорам, толку поголем е предизвикот, бидејќи имавме конкретни изјави кои што беа уште по симптоматични во смисла да биде посилна пораката, затоа што кога слушаш лична исповед, тој е уште поголем мотив. И исто така ќе слушнете и од децата за нивното искуство при толкувањето на улогите, влегувањето во таа проблематика. За мене како режисер, како и во работата со децата, навистина представува особено задоволство, посебно создавањето и на радиодрамата, бидејќи со театарски представи постојано се соочуваме, работиме и тоа исто така едно огромно задоволство, меѓутоа радиодрама прв пат работиме со децава и тоа беше едно посебно искуство. Терминологијата трагедија за нашата театарска група е нешто ново, нешто што сега започнуваме да го работиме изминатава година. И додека спремавме радиодрамата и сега додека се припремаме за промоцијата на нашата представа на сцена, имаме напорни проби кои што за некогаш се макотрапни и треба да се посветиме на нив за да исцелиме кон она што сакаме да се реализира. За мене и за сите нас кои што сме во драмската секција, улогите се сосема спротивни од она што ние сме како личности. Се контраст на нас самите. Јас толкувам улога која што по име е Ристана, значи ролијата која што ја глумам се вика Ристана,
и се работи за самохрана мајка на 6 деца кои што немаат пари. Таа работи, оди во нашиот град, значи Прилеп, градот на тутунот, оди и аргатува, односно е аргатка, и секогаш добива половина дневница од она што е потребно. Се мачи и се труди да заработи за да ги прехрани своите 6 деца, кои што изначат живот. И јас себе си никогаш не се замислував во таква улога, бидејќи самиот поим трговија со луѓе за мене е непознат. Беше непознат пред да почнеме да работиме самата драма. Кога започнавме со работата, јас истражував, бидејќи сум љубопитна по карактер и сакав да видам зашто станува збор, со цел подобро да ја пренесам улогата која што треба да ја толкувам. Ни беше многу тешко, ни беше захтевно за ние самите да успееме во она што сакаме да го исцелиме, во однос на тоа дека толкувавме улоги спротивни на нас и најчесто претходно кога спремавме улоги, добивавме улоги кои што се слични на нашите карактеристики во приватен живот. Во радиодрамата и во представата јас сум таткото кој што си ја продава својата ќерка поради немање доволно на парични средства. Ми беше предизвик да се пронајдам во оваа улога, бидејќи досега сум бил на претходните представи сум бил татко, но секогаш сум бил таткото кој што си ја сака фамилијата и си ги поштува вредностите, но сега за прв пат си цапнувам на себе си, поради тоа што сум како карактер. Не ја ставам фамилијата пред се, туку парите, бидејќи во приватен живот не сум таков. И јас сум таткото кој што неизвестно чека да дојдат странецот од Италија да ја купи неговата ќерка. се карам со мојата жена додека дојде ќерка ми, и кога ќе дојде ќерката јас на незе викам, ги искажувам најгнасните чувства на човекот и ја земам и ја правам робинка уште од нејзините 13 години